И покрај пролетните температури и сончевото време, во главниот град викендов повторно високо аерозагадување. Апликацијата Мој воздух, преку која се информираме за загаденоста на воздухот во Скопје, но и во Македонија, утринава покажува неверојатни 1999 PM честички во воздухот во скопската населба Ѓорче Петров. Вредностите што ги покажуваат другите мерни места во Скопскиот регион се во граница на нормалното. До овој момент нема официјално соопштение што се случува на теренот и дали станува збор за дефект на мерната станица или сепак резултатите и вредностите се реални. Жителите на оваа населба револтирани, бурно реагираат на социјалните мрежи. Прашуваат што се случува со рекордната загаденост на воздухот и бараат одговорност од градските власти. На Facebook страницата Скопје бара чист воздух, уште од утрово може да се забележат бројни коментари на граѓаните кои прашуваат дали ваквите резултати и бројки на енормно високи PM10 честички се реални или станува збор за грешка. Ѓорчевци дополнително омака мачат и со како што велат палењето на дивите депонии по кејот на Вардар, проблем за кој алармираат уште од летниот период. Од аматерски снимки што жители на Ѓорче Петров ги испратија до 1 ТВ, може да се забележи густ чад која прикрива целата општина речиси секој ден. Според нивните коментари на социјалните мрежи, за ваквиот проблем долг период наназад пријавуваат во полиција, но оттамо им тврдат дека се ненадлежни. Од 6 инструменти за мерење на PM10 честичките во воздухот во Скопје, во моментов надвор од функција се 2, на мерното место во Газибаба и во Лисича. За ова денеска реагираа и од ВМРО ДПМН. Светлана Коларич, советничка на град Скопје од редовите на опозицијската партија, ја обвини власта и градоначалникот Петре Шилегов дека не се преземени никакви мерки за загадувањето на воздухот. Прашуваат дали власта намерно ги исклучила мерните станици каде што воздухот е најзагаден. Граѓаните од населените места, каде загадувањето е највпечатливо, не можат да видат дали и колкаво е нивото на загадување, затоа што власта подолг период не ги сервисира мерните станици. Иако имаше време тоа да го направи и да ги оспособи доколку на вистина се нефункционални пред да започне сезоната на зголемено загадување. Според последниот став од градските власти, не постои инстант решение, постојат интервентни мерки кои што може да го ублажат, но не и да го решат проблемот со загадувањето на воздухот. Од град Скопје сметаат дека стратегијата која што може да даде сериозно добри резултати на среден рок преку формирањето на градското предпријатие Градски енергетски системи, која што ќе раководи со топловодната мрежа и со гасификацијата на градот, е еден од начините да се елиминираат 53% од загаденоста. И додека надлежните институции и градските власти се уште се без конкретно решение и превземање соодветни мерки, енормно загадениот воздух и оваа есен ги труе македонските граѓани. Скопје веќе се најде на 6-то место по аерозагадување, а Македонија влези во фокусот на европските институции. Во нацрт извештајот за земјава кој беше усвоен од Комитетот за надворешни работи на Европскиот парламент во последната точка, стои дека треба да се обрне внимание на екстремното загадување на воздухот во Скопје и другите, како што се тврди, многу загадени градови. Се повикува на ефективни акции за мониторирање на квалитетот на воздухот и негово подобрување.